Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за здравство Телма Амбуланта. Менопаузата е природен дел од животот, но хормоналните промени што ги носи често влијаат и врз здравјето на коските. Токму тогаш расте ризикот за остеопороза. Тивка, но сериозна состојба. Дали хормонската терапија е безбедна? Како правилно да се користат калциумот и витаминот Д и што може да се направи за да се зачуваат коските? На оваа тема разговараме со доктор Катерина Адамова, ендокринолог. За справувањето со хируршки предизвиканата менопауза, по отстранувањето на матката и јајниците и за најчестите заблуди поврзани со овој животен период, зборуваме со Дафина Маловска. Останете на Телма, следува интересно издание. За остеопорозата за време на менопаузата денеска разговараме со доктор Катерина Адамова, субспецијалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добре дојдовте во Телма Амбуланта. Благодарам на поканата. Добре ве најдов. Што се случува со телото на жената и со женските хормони за време на менопаузата, за време на овој животен период кој што е природен и неизбежен? Така, ние уште го нарекуваме и трето доба, затоа што нели прво е детството, па потоа на животна возраст каде што се жените најпродуктивни и на крај третата доба каде што жените не дека не се продуктивни, меѓутоа има едни солидни промени во нивното здравје. Значи во однос на ова трето доба што се случува? Во суштина јајниците полека се гасат, најчесто полека, иако би можело и некогаш и нагло да се изгасат, што значи веќе нема продукција на јајцеклетки од самите овариуми, јајници, и тоа предизвикува промени, односно сигнали до хипофизата, која што се наоѓа нели во центарот на мозокот и за која што ја нарекуваме како диригент, кралица, затоа што таа диригира со сите хормони, со сите метаболни механизми во телото. Штом овариумите не произведуваат веќе јајцеклетки, доаѓа до покачување на хормоните, кои што се обидуваат на тој начин да надокнадат, да продолжат да го стимулираат самиот овариум, односно овариуми, да продолжат да создаваат јајцеклетки. И затоа, во тој период се покачуваат овие хормони, односно фоликулостимулирачки и лутинизирачки хормон. Меѓутоа, и покрај таа стимулација, естрогените полека се гасат, полека или не полека, значи и нивото многу се намалува. Токму тоа ниско ниво на естрогени во телото на жената ги придонесува за сите оние драстични промени кои што жените најчесто се жалат нели на оние жишки бранови, валунзи, препотувања, несоница која што е навистина многу честа и се јавува дури и во периодот на перименопауза. Значи во суштина се работи за ниско ниво на естрогени кој што придонесува покрај овие вакви несакани чувства кај пациентките, меѓутоа придонесува и за целото општо здравје, така што делува и на самите коски. Еден од тие несакани моменти е нарушувањето на коскената густина, односно намалувањето на коскената густина, кое што ние го нарекуваме остеопороза, односно во поблага форма остеопенија. Така, значи, освен на менструалниот циклус, кој што запира, потоа расположението, топлите бранови, несоницата, расположението, така влија нискиот пат на естрогените и врз здравјето на коските. Сега, колку време по прекинот на менструалниот циклус може да дојде до намалување, односно до промена на коскената густина? Повторно, ќе кажеме многу индивидуално. Сега, според препораките, значи, проценката на коскената густина треба да се направи после 2 години од менопаузата. Значи, менопауза е период кога престанува менструалниот циклус и се велиме дека жената е во менопауза ако точно 12 месеци жената не добива циклус. Ако не поминале 11 месеци, тогаш тоа е перименопауза. Ако поминале 12 месеци, значи жената е веќе влезена во менопауза и не би требало да има крварење. Потенцирам затоа што крварењето после 12-тиот месец укажува на нешто сосема друго. Сега, кога ќе се намали коскената густина
зависи од многу фактори. Зависи од општото здравје на самата пациентка, зависи од капацитетот на коската која што пациентката го стекнала во текот на првата и втората доба, значи зависи од незините животни навики, така што меѓутоа препораките се да се прави проценка после 2 години. Меѓутоа, ова е само една препорака. Секогаш во праксата мора да имаме еден индивидуален пристап, за да знаеме кај која пациентка, затоа што има и други коморбидитети, други состојби, кои што барат многу порано проценка на коскената густина. Сепак, кои жени се во најголем ризик да развијат остеопороза за време на менопаузата, бидејќи не секоја жена што ќе влезе во менопауза ќе се соочи со ваков проблем? Дали генетиката има некаква улога, ако мајката, бабата имале остеопороза во овој животен период? Обично ги прашуваме пациентките. Во која возраст вашата мајка обично или вашата баба влегла во менопауза? 99% се работи за истата возраст, или не секогаш. Меѓутоа, најчесто генетиката игра голема улога. Меѓутоа, во последно време гледаме дека има и промени во таа област, затоа што многу влие и секојдневните навики. Јас сум голем критичар на пушењето и секогаш велам, пушењето што имаме докази, пациентки кои што се многу млади и на 30 и на 35 годишна возраст, пушењето, посебно над 10-15 цигари на ден, доведува до страшно нарушување на коскената густина. Значи, пациентки кои што не се во менопауза имаат остеопороза. Затоа велам, пристапот треба да биде многу индивидуален. Под натаму, тоа се пациентки кои што исто внесуваат голема количина на кафе, и пациентки кои што внесуваат голема количина и можеби не голема, меѓутоа пречесто алкохол. Понатаму тоа се пациентки кои што не се физички активни, пациентки кои што не јадат, не внесуваат млеко и млечни производи. Тоа се исто пациентки кои што се со ризик за остеопороза. Понатаму, доколку се работи за пациентки кои што имаат некое малигно заболување, тогаш тоа е веќе, значи може да бидат и пациентки кои што се многу млади, а сепак заради малигната болест и заради третманот на малигната болест, можат да бидат да се развие остеопороза кај нив. А што е со тироидните заболувања кои што се исклучително чести кај жените? Можат ли тие да влијаат на остеопорозата во менопаузата? Да, можат. За жал, тироидните заболувања се многу почести кај жените, нели? Како и остеопорозата, иако андропаузата кај мажите постои, меѓутоа не е толку доминантна како што е остеопорозата кај жените. Да, обично зголемената функција на тироидната жлеза, значи хипертироидизмот или тиротоксикозата, затоа што доведува до зголемен забрзување на метаболизмот и тоа доведува и до зголемено разградување, зголемена активност на коскените клетки кои што доведуваат просто кажано до разјадување на самата коска и до појава на остеопенија или остеопороза. Така што пациентки кои што се со тироидно заболување, понекогаш дури и да се млади и да не се во менопауза, би требало да ги, посебно ако се работи за сериозна форма на хипертироидизам, би требало да направиме проценка и на самата коска. Како проценувате колкава е коскената густина? Проценка на коскената густина значи се прави на два начина. Прво, како скрининг може да се направи, значи ке помлади жени препораката е да се направи, може да се направи ехо, односно ултразвук на пета. Тоа е многу брз, лесен начин за проценка, за скрининг е многу лесен, мал апарат, може да се прави значи ке помлади, ке постари жени, кој што ни дава една насока, нема замена за дексаскенот, меѓутоа ни дава насока за состојбата кај таа пациентка. А и сега, златен стандард за поставување на диагноза за остеопороза е дексаскен, кој што со многу мала количина на зрачење, безбеден е и обично ќе кажам го советуваме кај начално, кај пациентки кои што се 2 години во значи после менопаузата. Се прави снимање на коската, односно морам да потенцирам затоа што многу често пациентите прашуваат колку проценти кои коски. Значи, се снимаат најслабите места кои што се изложени значи на остеопороза. Каде што прво се појавува остеопороза и тоа се двата колка, значи вратот на двата колка и прешлените. Таму се прави проценка на коскената густина и добиваме резултати кои што ни укажуваат на остеопенија или остеопороза.
односно се прави проценка, односно се прави споредба на коскената густина со 35 годишна жена од белата раса. Се прави споредба, односно тест-скор го нарекуваме тоа, и доколку се работи под минус 1,5 се работи за остеопенија, а под минус 2,5 поставуваме диагноза за остеопороза. Меѓутоа, при самата снимка ние ги визуализираме и колковите и самите лумбални прешлени. Сега, меѓутоа, треба да знаеме дека некогаш не треба да се водиме само од бројката, не треба да ги гледаме само бројките, туку треба да ја гледаме и формата и висината на лумбалните прешлени. Затоа што лумбалните прешлени, кога сме млади и убави така, треба да бидат во форма на коцка. Меѓутоа, со текот на годините доаѓа до искривување на самиот ребет, понекогаш не, значи на сколиоза или на кифоза, која што е многу карактеристична за пациентките со остеопороза. Треба да ја гледаме, значи, формата на самите лумбални прешлени. Затоа што, доколку формата е нарушена, значи доколку тие имаат изглед на полна пета, нели ние жените што носиме како полна пета, тоа значи дека веќе имаме фрактура. Тоа не е она класична фрактура скршеница што ние велиме сме скршиле нога, така, меѓутоа безболна е, така? Безболна е. Тоа е проблемот, што она е безболна или некоја дискретна болка која што пациентот не може да каже кога се случило. Тоа е процес кој што трае. И всушност или можеме да имаме набиеност на самите прешлени, тоа на таа снимка се гледа како сконцентрирана коска и тоа ни дава лажно негативен резултат. Лажно во суштина ја покачува коскената густина. Затоа не се гледа само бројката, туку се гледа и формата на прешлените. А постојат и некои лабораториски анализи со кои што може да се процени ризикот за остеопороза? Например, се испитува ли ниво на калциум, на витамин D? Имаат ли значење тие параметри? Секако. Значи, диагнозата за остеопороза се поставува не само врз основа на DEXA скенот како златен стандард, туку се прави проценка и на крвните параметри. Односно, тоа се маркери за остеопороза. Тоа значи коскена градба, се вика остеокалцин, коскена разградба, бета-крозлапс, и проверуваме колкаво е нивото на паратироидниот хормон, на витамин D и секако на вкупниот и многу важно на ионизираниот калциум. Зошто ионизираниот калциум? Затоа што калциумот во циркулација? Така, затоа што ионизираниот калциум е тој калциум кој што е слободен во крвта, кој што циркулира. Вкупниот калциум знае да биде врзан за протеини. Значи нас ни треба, ако нивото на ионизираниот калциум е ниско, тоа значи дека имаме ниско ниво на калциум. А вкупниот калциум може да биде и повисок и понизок, меѓутоа нас ни треба ионизирање за подобра проценка и вкупниот, меѓутоа најмногу ни треба ионизираниот калциум. Врз основа на сите овие параметри проценуваме дали се работи за остеопороза, а доколку пациентката има и некои други тегоби, тогаш проценуваме дали се работи за примерна остеопороза, значи за постменопаузална остеопороза, или ако има некои други заболувања, како што спомнавме претходно, малигно заболување, тогаш тоа е друг тип на остеопороза, значи заради терапијата, односно заради примерното заболување. Споминавте дека се испитуваат маркери за разградување и градба на коската. Со кое темпо коската се разградува и потоа треба повторно да се изгради? Како изгледа тој процес? Прво тогаш би требало да го објасниме процесот на градба и на разградба. Значи, процесот на градба е многу силно изразен во текот на детската возраст, затоа што децата треба да растат и да се развиваат, значи и во висина и во тежина. Тогаш всушност е најважен внесот на млеко и млечни производи, затоа што колку ќе се внесе калциум во коската, толку ќе биде подобар квалитетот на постара возраст. Меѓутоа, затоа е многу важно да потенцираме колку ќе се постигне пикот на коскената густина се достигнува некаде околу 25-30 година. Колку сме вложиле во таа коска, толку повеќе не можеме, тогаш е пикот. Потоа во текот на, да кажеме, од 30-та до 50-та година имаме едно плато каде што не би требало коскената густина да паѓа, доколку не се работи за сите овие состојби или за некое заболување. Нивото си останува на едно плато. Кога жената ќе влезе во менопауза,
значи во природна менопауза, во тој случај, во зависност дали пие, дали пуши, такво ќе биде и нивото на развој на остеопороза. Ако развие, може да не развие остеопороза. Значи, доколку се работи за здрава пациентка, принципот, значи, ние можеме да ги правиме овие анализи, значи за бета-крос-лапс и остеокалцин, таа ќе ни покаже во суштина колку е нивото на разградба, кој што во тој период е нормален, колку е тој изразен. Колку нивото на бета-крос-лапс, кој што е маркер на коскена разградба, колку е повисоко тоа ниво, односно пониско, колку е поизразено, тоа значи дека коскената разградба е многу брза, е многу јака. И тоа значи дека таа жена многу побрзо ќе развие остеопороза. Иако во моментот можеби нема ништо. И сега, кои се начините на третман кај жените како што ќе се утврди диагноза остеопороза? Како денеска се гледа на хормонската терапија? Доколку се земаат хормони, естроген, прогестерон, дали тоа ќе има ефект врз коските? Да, хормонска заместителна терапија се препорачува, меѓутоа во строга консултација секако со лекар, нели, и малку сме построги кај овие пациентки, затоа што да, бидејќи хормонската заместителна терапија може да биде само естроген, може да биде во комбинација естроген со прогестерон, во зависност од тоа дали пациентката има сочувана матка или има извадена матка. Доколку е извадена, само естроген ќе прима. Да, само естроген. А доколку има матка, естроген и прогестерон. Затоа што само естроген ако се даде, ќе имаме пролиферација на ендометриумот и можеме да збувнеме ситуација која што не ја посакуваме кај таа пациентка. Понатаму, пациентките кои што имаат во фамилија карцином на дојка, карцином на матка, карцином на овариум, тоа се пациентки кои што апсолутно не се кандидати за хормонска заместителна терапија за остеопороза. Значи, затоа што ние страв дека можеби ќе придонесеме за состојба, нели, за малигнитет кај таа пациентка. Тогаш кои жени се добри кандидатки? Добри кандидатки се пациентки кои што се здрави, бидејќи ова не е болест, ова не е состојба, значи кои што влегле природно во менопауза, кои што имаат, меѓутоа имаат и силно изразени симптоми кои што ги спомнавме, нели, претходно, кај тие пациентки можеме да дадеме хормонска заместителна терапија, без разлика дали е, значи, естроген, можеме да дадеме во форма на таблети, во форма на гел, кој што се мачка обично таму каде што има површински крвни садови, обично на полактица, или може во форма на спреј, значи има различни опции, или како пач, како лепенка што се става и на кожата, па постепено ослободува естроген. Така што овие пациентки се многу благодарни, нели, затоа што се намалуваат сите оние симптоми на тегоби што ги има пациентката, а исто така и правиме еден вид превенција на остеопороза. Меѓутоа, морам да признам дека малку помалку ги третираме овие пациентки на овој начин со хормонска заместителна терапија. Ја преферираме другата терапија која што ја советуваме, односно секако, нели, промена на исхрана, советуваме внес на млеко и подочно јогурт и млечни производи и физичка активност која што советува кревање на мала, потенцирам, мала тежина, затоа што, како што се вежба во теретана за стимулација на мускулите, малата тежина придонесува и за стимулација на коскената активност. Значи, помеѓу пешачење, јога и вежбање со тегови треба да се одбере вежбање со тегови, но со мала тежина. Кило, не повеќе од кило. Затоа што да не заборавиме, тоа се пациентки кои што се возрастни, значи многу често се пациентки кои што се над 60 години, кои што нели имаат проблеми со рбетот, имаат покачен крвен притисок, слабо срце, значи потенцирам мала тихелажа која што ќе ја стимулира коскената градба, а ќе ја намали дискретно коскената разградба. И секако советуваме и пешачење, советуваме и возење точак. Значи, зошто возење точак? Се забрзува метаболизмот, се забрзува крвната циркулација. Исто така, значи, но повеќето жени, се извинувам што прекинав, повеќето жени се плашат да се качат на велосипед за да не паднат и да не искршат некоја коска. Затоа можат во домашни услови или оној статичен велосипед може тоа да го прават. Например, пливањето е убаво за цело тело, се препорачува. Меѓутоа, бидејќи во текот на пливањето немаме земјина тежа, значи не дека е лошо, меѓутоа немам никаков ефект кај овие пациентки со остеопорозата, затоа што нас ни треба, затоа тегови,
Значи, ни треба земјината тежа за да се напне самата коска и самиот мускул. Тоа е тоа кое што доведува до спречување на прогресот на остеопорозата. Такова е еден исклучително корисен совет за сите жени кои што Да. се во менопауза, тоа можат превентивно да го прават, Апсолутно. за да го зачуваат здравјето на своите коски. Што е со внесот на калциум и на витамин Д? Има ли вистина дека ако се земаат овие суплементи неконтролирано, може да дојде до некакви промени до некакви проблеми со крвните садови и со срцето? Точно е. Ако се внесува поточно калциум карбонат во неконтролирани количини, значи може да дојде и доаѓа до таложење во самите крвни садови. И затоа кардиолозите не ги сакаат многу овие лекови, нормално, затоа што тоа пак ќе кажем, тоа се возрастни пациенти со висок притисок, со проблеми со срце, и затоа советот од наша страна, од страна на ендокринолозите е да се внесува, значи, К-витамин, кој што придонесува за фактички лоцирање на калциум и внесување во самата коска, и калциум цитрат. Калциум цитратот е тој кој што се внесува во самата коска, односно оди таму каде што треба. Значи не е седно каков калциум се прима. Не е седно, не е седно. Значи калциум цитрат треба. А витамин Д всушност помага на доколку е нормална функцијата на црниот дроб и на бубрезите, затоа што витамин Д таму поминува низ еден процес на трансформација. Значи доколку се тие нормални, значи нас ни треба витамин Д затоа што тој помага за подобра ресорбција на калциумот од цревата во самите коски. Сега како постигнувате рамнотежата? Што е добро за коските, а да нема при тој ризик за срцето? Прво и основно, мора да се определи нивото и на ионизираниот калциум, и на нивото на витамин Д, и на парасхормон. Затоа што парасхормонот може да се, доколку парасхормонот е покачен, тој ќе направи проблем, значи ќе стимулира, нивото на калциум е ниско. Да споменеме само дека парасхормонот е хормонот кој што го одредува нивото на калциумот во крвта, така? Парасхормонот е хормон кој што се лачи од паратироидните жлезди, кои што се 4 на број. Нема врска со тироидната жлеза, морам да го потенцирам тоа. И е одговорен за метаболизмот на калциум. Доколку нивото на калциум е нивото и на калциум и на витамин Д е ниско, телото се бори, се лачи поголема количина на витамин Д, се обидува да најде начин да го од некаде да најде калциум за да го подигне нивото на калциум во крвта. А тој начин е да црпи од самата коска. И затоа кога ќе видиме таква состојба, ние даваме и калциум и витамин Д за да се смири паратироидниот хормон, за да не црпи од самите коски, односно даваме калциум за да вградиме во коската. И даваме и секако и витамин Д. Меѓутоа, тоа мора да се следи тоа ниво, затоа што не секој пациент, дозата не може да биде за секој пациент иста. Значи, некои пациенти многу слабо реагираат на витамин Д и на калциум, кај нив треба малце поголема доза. Па да дојдат на контрола. Ке треба да ја намалиме дозата на калциум за да не претираме, затоа што големите дози на калциум, како што реков, ќе придонесат за многу цврсти крвни садови кои што не ги сакаат кардиолозите и всушност калцификати во самите бубреси. Камчиња, да. Значи мора да се одреди таа рамнотежа, веќе споменавте, со утврдување на парасхормонот и витамин Д и калциум. И со контроли на 6 месеци да ја третираме дозата на терапијата. Ќе ги вклучиме гледачите, сигурно имаат прашања кои што се поврзани со темата на која што денеска говориме. Доктор Катерина Адамова, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, е гостинка во студиото на Телма. Докторке, а има ли лекови со кои што може да се спречи разградувањето на коските или пак да се поттикне градењето? За среќа има. Значи, едни од најдобри користените, значи покрај нели рековме калциум и витамин Д, се бифосфонатите. Бифосфонатите во суштина се заборави да споменам дека има два типа на клетки во коските. Остеобласти, кои што се они кои што ја градат коската и ја дават коската густина, и остеокласти. Остеокласти се тие кои што буквално ја јадат самата коска. Бифосфонатите делуваат всушност врз самиот остеокласт и го спречуваат неговото дејство. Тоа е всушност
главниот механизам на бифосфонатите. Бифосфонатите, значи тоа е цела група, ги има и бандронска киселина, ризедронска киселина, алендронска киселина, во зависност од тоа некој делува повеќе на рбетниот столб, некој делува повеќе на колковите, значи како што ги споменавме ризични места. Тоа е едната група, значи бифосфонати. Понатаму, сега многу популарен моноклонално антитело, односно денозимаб или пролија, која што ја има и во Македонија, која што е исто многу добра, придонесува за покачување на коскената густина многу брзо. Има и други лекови кои што ги нема во Македонија, кои што се многу поскапи и кои што меѓутоа се исто многу добри, кои што придонесуваат не само за спречување на разградувањето, значи спречување на влошувањето на остеопорозата, туку влијаат и на зголемување на коскената густина, значи создавање на нова коска. Се надеваме дека во иднина ќе таа терапија ќе има и во Македонија. Безбедни се овие терапии на долг рок? Безбедни се, меѓутоа повторно ќе кажам, треба да правиме контроли. Затоа што секој лек нели има свои позитивни и свои негативни страни и доколку се јават несакани ефекти, тогаш треба да се модифицира терапијата. Еден од несаканите ефекти на бифосфонатите е прво ортопедите не ги сакаат кога ги користиме многу долго време, затоа што постои опасност од така наречена адинамична коска, која што не би сакале пациентите да имаат, затоа што самата коска нема ни градба, ни разградба. Не би сакале, доколку има пациентот после потреба од некаква некаква интервенција, мислам дека потешко ќе се обработува. Втор совет кој што им го даваме на пациентите е прво дали забалото е здраво. Значи, зошто е тоа така? Затоа што бифосфонатите можат да предизвикаат некроза на долната вилица. Оштетување на виличната коска. Така, односно умртвување, некроза. И тоа се случува посебно може да се случи кај пациенти кои што имаат, например, болно забало, пациенти кои што направиле екстракција на зап, значи ваделе зап, пациенти кои што стават импланти или кои што имаат процес во устата. Затоа ги советуваме тие пациенти прво да ги решат сите овие состојби доколку имаат, па после месец-два, откако ќе зарасне раната, можеме да ја аплицираме бифосфонатната терапија. Ги советувате да појдат на стоматолог пред да почнат да ја примаат терапијата? Потоа за време на терапијата треба да се прават стоматолошки контроли? Не, доколку нема потреба од некаква... Така е, доколку се јави некаква болка, веднаш да се јават кај нас, затоа што може и покрај сите препораки, може да се јави сепак некроза. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавува Александра. Така. Имам 46 години. Пред се да ви заблагодарам за емисијата. Навистина, за мене лично во овој момент е можна полезна. Ви благодарам. Да, бидејќи пред точно 2 недели имав хируршки зафат, каде што ми беше отстранета целокупната матка со јајници поради... Така, влеговте во хируршка, всушност, менопауза. Така е, да. Бидејќи имав присуство на серозен, високоризичен канцер во 3 стадиум и после поминати 6 хемотерапии заради запирање на процес на ширење, направив хируршки зафат на гинеколошко-онколошкиот оддел при ГАК. Се помина супер. И сега сум во состојба на рехабилитација, оправување и мирување. Меѓутоа, оваа тема на која што мојабитите денес ја најдов мощна полезна за себе лично, бидејќи за скоро време ќе треба и јас веројатно да примам некоја хормонска терапија и да дадам поддршка на телото во оваа нова состојба во која што веќе предвремено всушност ми ја наметна животот, како да речам. Да. Не сум сигурна дека точно разбрав од докторката дали и како вид на хормонска терапија се прима во мојот случај.
Така, Конкретно во дали мојот може се прима хормонска терапија во вашиот случај? Ќе го добиете одговорот, а ќе останете до крајот на денешната Илма амбуланта, бидејќи во продолжение на емисијата ќе има лична приказна токму за една пациентка која што минува низ хируршка менопауза. Нејзината приказна ќе можете да слушнете во детали. Докторке, смеат ли... Одлично ви благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето и за споделувањето на вашата приказна. Докторке, дали жените кои што минале низ хируршки оперативен, значи низ хируршки зафат, поради карцином, би смееле да примаат хормонска терапија? Не. Претходно споменав, значи токму ова е случај пациентка која што апсолутно не е кандидат за хормонска заместителна терапија. Значи не се дава затоа што би требало да се даде естроген, а меѓутоа пациентката е со многу висок ризик и мислам дека ќе биде одличен кандидат бидејќи она е влезена во релативно рана менопауза, затоа што менопаузата обично просечно е некаде околу 50-та година. За рана менопауза некаде пред 40-та година, меѓутоа сепак е млада пациентка на 46 години, јас не би советувала хормонска заместителна терапија. Сепак е треба консултација со незиниот гинеколог. За оваа пациентка би советувала значи за некаде 6 месеци да се направи дексаскен и да се доколку има промени да се почне со бифосфонатна терапија. Меѓутоа хормонска заместителна терапија кај карцином не. Ајде уште еден гледаш да вклучиме. Добар ден. Ало, Во програма сте, повелете. благодарам. Прво да, јас сум жена од 70 години и многу убава тема што се избрале денеска да проговориме за нашите проблеми. Ви Јас благодарам. сум жена од 70 години, да прашам професорката, докторката, јас пред 2 години правев дексаскен, ми рекоа дека се е добро, само треба да примам од ние кесицки во прашок остео, не знам натаму како се вика. И сега да ми каже докторката, треба и витамин Д да примам, во која доза да примам, од колку витамин Д е, од колку единици и дали смеам и дали е безбеден за мене да пијам колаген. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Марија и вас, секога си прекрасни Ви благодарам. Доктори, прекрасни теми, немам зборови за вас како водителка. Навистина ми е драго за вашата поддршка и за комплиментите. Ви благодарам. Повелете, докторке. Значи, кај оваа пациентка која што обично на таа возраст има некаде остеопенија, меѓутоа баш ми е драго што нема никакви промени, че нема ни остеопенија, ни остеопороза. Тоа е доказ дека не секоја жена развива остеопороза во текот на третата доба. Пациентката зима, предпоставувам, синеостео, кој што е калциум цитрат, и тоа е одличен совет од колегите. Меѓутоа, дали треба витамин Д, треба да се направи проценка, значи преку крвна анализа, да се види колкаво е нивото, затоа што како што нема остеопороза, не мора да значи дека има и ниско ниво на витамин Д. Така што ако нема потреба, тогаш нема да зема витамин Д. Меѓутоа, ако најчесто, морам да признам дека голем дел од нашата популација има ниско или изразито ниско ниво на витамин Д. Така што треба да направи проценка да се земе крв, да се процени кој е нивото на витамин Д и во зависност од тоа да се даде терапија. Дали е подобро калциумот наместо преку суплементи да се прима преку храна? Веќе споменавте јогурт. Секогаш советувам преку храна. Тоа што може преку храна да се внесе, значи сепак е природно. Меѓутоа, не секогаш можеме тоа да го постигнеме, нели? Не може човек да изеде да испие толку многу колку што може да се внесе со суплемент. Во секој случај суплементите да ги даваме, се советува да се даваат и како што рече гледачката, значи прашањето во однос на колаген, да, ако има проблеми, да, меѓутоа ако нема проблеми, нема потреба. Многу жени земаат колаген преку уста. Да. И за зглобовите на коските, но и за убавината на кожата. Има ефект доколку рано се зема? Да, се зема, меѓутоа пак ќе кажам треба да се следи затоа што не треба да се оптеретуваат бубрезите. Пациентите го забораваат тоа затоа што тоа се протеини кои што треба да бидат обработени од бубрезите и треба да не бидат исфрлени. Секоја обработка е на еден начин оптеретување на бубрегот, значи не треба да претеруваме. Треба да се пие, па треба да се прави пауза. Што би советувал, колку често треба да прават контроли жените кои што имаат остеопороза и се
Да речеме во некоја терапија? Значи, еднаш годишно треба да се прави DEXA скен, ако се стабилни може и на 2 години DEXA скен, меѓутоа маркерите за остеопороза би требало од 6 до 8 месеци да се следат. А кога станува збор за превентивни прегледи? За превентивни прегледи, значи, во зависност од возраста. Ако, како оваа пациентка нема остеопороза, тогаш може и на 2 и на 3 години да се земе и крв и да се следи и DEXA скен. Кога препорачувате да биде направен првиот превентивен преглед кај жените кои што веќе го загубиле менструалниот циклус? Првиот преглед, ако е се во ред со пациентката, значи може да се направи како со ултрасаунд, ултразвук на пета, значи може да се направи само пациентката што ќе влезе во менопауза. Меѓутоа, доколку во зависност од тој резултат советуваме нели дали за година дена, дали за 2 години. Споминавте дека начинот на живот силно влие врз остеопорозата. Споминавте веќе дека е важно пушењето, да се исклучи алкохолот, или јас сум навела што е со кофеинот или пак недоволниот сон и стресот. Точно. Кофеинот и алкохолот и цигарите. Бидејќи тука имаме навика дено да го започнеме со кафе. Едно кафе не е страшно. Меѓутоа, значи, збориме веќе за луѓе кои што знаат и по 5-6 кафења на ден. Значи, не ги советуваме. Не советуваме толку многу пиење кафе. Стресот не влие толку многу на остеопорозата, туку влие повеќе на околните мускули кои што се во грч, па доведуваат до таа непријатна болка. Порано се сметаше дека остеопорозата не боли, меѓутоа сепак последните истражувања покажуваат дека оние гредички кои што се во самата коска, кои што всушност се даваат цврстината на коската, кога постепено прскаат, тоа е некоја дискретна болка. И затоа пациентките треба да обрнат внимание на тој тип на болка. Меѓутоа треба да се внимава да не се помеша болката со оние артритични промени кои што се јавуваат со текот на годините. Артритични промени се болки во зглобовите, не во коските. Значи, зглобовите е една болка, а во коските е сосема друга дискретна болка. Значи, треба да се прави разлика. За артритични промени, значи, ние често пати ми прашуваат, ама дали имам промени на зглобовите при DEXA скен? Тука не се гледа. Тоа не се гледа. Тоа воопшто не се гледа. Не се гледа. Туку само се гледа густината на коската, да. На коската. Да. Што би им советувале на жените кои што се во 40-тите, 50-тите години од животот? Што да направат за превенција? Постои ли нешто? Ако веќе коската е изградена во 20-тите години од животот? Меѓутоа можеме да направиме превенција на остеопорозата. Не можеме да ја смениме генетиката, меѓутоа можеме да ги смениме навиките. Значи рековме пушење, кафе, алкохол, меѓутоа поголем внес значи на млеко-млечни производи, подошно јогурт или цвик, исто многу важно. Козјото сирење е многу важно, морска риба е многу важно да се внесува. Сите тие продукти и со физичка активност. Бидејќи ова се релативно млади пациентки, нели, сепак 40-50 години, можат малку и да бидат поактивни во смисла на теретана на вежбање. Можат и да работат и со поголема тежина. Да, тие можат, да. Доколку немаат нели друга состојба. Но оние кои што се здрави, да работат со тегови со поголема тежина. И може да се евентуално ако се склони кон остеопороза, ако има таква генетика, можеме тој процес малце да го пролонгираме. Да го пролонгирате, но не да го спречите, така? Може би да го спречиме ако се премногу активни. Ако навистина се ги слушаат нашите совети, ако се придржуваат на нашите совети, може да превенираат. Значи физичката активност навистина ги чува коските. Да, физичката активност, да. Исхрана и физичка активност. Апсолутно. И претпоставам нормализирање на телесна тежина. Апсолутно. Телесната тежина е таа која што врши притисок и придонесува за влошување на состојбата. Доктор, ке ви благодарам многу што бевте наша денешна гостинка и што проговоривме на оваа исклучително важна тема за жените, кои што се во период на менопауза, бидејќи остеопорозата е еден тивок проблем кој што прави сериозни проблеми. Ви благодарам на поканата. Почитувани, а вие станете на тема во продолжение на емисијата, ќе проследите една лична приказна која што е поврзана со хируршката менопауза. Веќе појаснивте, докторка, хируршка менопауза која што предизвикана при операција кога заради одредена состојба, најчесто малигно, како што рече самата слушачка, дека е наеднаш во еден акт извадена и матката и јајниците, кога постои нагол прекин на естрогенска продукција. И се влегува преку ноќ слушност во менопауза. И тоа е исклучително тешко, да, тешка состојба, тешко ја поднесуваат пациентките, затоа што се млади пациентки. Ви благодарам уште еднаш, а вие проследите оваа приказна.
Имам среќа што сум жива и што сум во можност да ја раскажам мојата приказна, вели денешната гостинка Дафина Моловска. Дафина, добар ден и добре ни дојде во Телма амбуланта. Здраво, благодарам за вашата покана. Дафина, вие родом сте од Скопје, но во последните 20 години живеете и работите во Велика Британија. Па како се случи да заминете таму? Еве накратко запознајте ме со вас. Благодарам. Од секогаш сакав да го подобрам мојот англиски јазик и мислев дека ќе биде многу побргу доколку сум во земја во која што се зборува англиски јазик и така се одлучив да отидам во Англија. Отидов како опер, таму бев една година, после една година се решив дека сакам да студирам во Англија и работам. И така започна мојата приказна. Така започна вашата приказна. Денеска работите како животен водич за ментална сила. За ментална сила, тоа е нешто многу важно. Ќе раскажем и во текот на емисијата зошто го ставате акцентот токму на тоа. Вашата приказна е шокантен пример за тоа како може да се пропушти сериозна дијагноза, односно дијагноза за сериозна болест. Може ли да започнеме хронолошки? Од тоа какви симптоми чувствувавте во Велика Британија и зошто токму во Македонија беше дијагностициран проблемот и третиран? Се случи кога почнав да чувствувам подуеност на стомакот. Тоа траеше 4 месеци. Бев загрижена и отидов кај мојата матична докторка, одев 4 месеци поред. Но мислам дека таа никогаш не ме свати сериозно. Постојано нагаѓаше што може да ми биде. Мислеше дека сум алергична на нешто. Бев пратена да правам различни алерготестови. Дека сте нетолерантна на глутен? На глутен, баш тоа. Ви беа препишани пробиотици? Пробиотици, да. Како се и да земам активија, тоа се вика на англиски има јогурт, да, пробиотик јогурт. И така се започна, така да јас и верував и си продолжив нормално со мојот живот. Но за среќа мислам дека го добив вториот симптом. Почнав да крварам помеѓу периодите и тогаш сватив дека навистина нешто не е во ред. Отидов пак на матичен лекар и бев пратена на гинеколог. Но во Англија, за жал, треба секогаш да чекаш кога треба да видиш специјалист, треба да чекаш од 3 до 6 недели. И аз за среќа имав блокирана карта да дојдам во Македонија тој период и одлучив да дојдам на гинеколог тука во Македонија. Прегледот беше направен и заклучија дека имам огромен миом на матката, што беше 500 грама. Ми советува дека, затоа што бев немажена, немав деца, бев 35 години тогаш, да направам операција веднаш, да го извадам миомот, за да си ја заштитам матката, доколку сакам да имам деца еден период, во некој период во животот. И јас бев навистина уплашена кога ја слушнав таа дијагноза, затоа што никогаш не бе направена толку голема операција, но навистина сакав да имам фамилија еден ден и се одлучив да одам на операција. Во Лондон бев сама и сакав да имам поддршката на мојата фамилија и се одлучив тука да правам операција во Ремедика. Операцијата беше направена, се разбуди во интензивна нега, ме префрлија во мојата соба, бев многу среќна кога ме донесоа во собата, кога ја видов посебно мојата фамилија, но видов дека тие се многу вознемирени и тогаш се загрижив затоа што јас бев премногу среќна дека операцијата помина. Ја прашав мајка ми зашто си вознемирена, жива сум, здрава сум, ме вратија. Мајка ми рече докторот сака да збори со тебе. Сите излега од мојата соба и докторот дојде и ми ја соопшти веста: Дафина, ти имаш рак на матката кој се проширил кон твоите јајници. За да ти го спасиме животот, мора да правиме уште една операција оваа вечер. И јас бев шокирана, затоа што мислев дека тоа ќе биде само рутинска операција, а тоа всушност ми го смени целиот мој живот. Кога ми рекоа дека треба да правам операција, ми рекоа дека треба да правам операција за да си ја заштитам матката и дека ќе можам да имам деца еден ден, а тогаш ми соопшти дека треба да ми ја вадат матката за да ми го спасат животот. Што ви поминуваше во тие моменти низ глава? Помислувавте ли можеби на најлошото? Се разбира. И во тие моменти јас во тој момент бев шокирана, затоа што не очекував да слушнам нешто такво. Јас отидов само да го извадам миомот. И бев шокирана, не знаев што да мислам во тие моменти, како стрес и паника, заедно чувствував. Така да само се сеќавам, зашто не се сеќавам на многу работи од тој момент, затоа што бев под огромен стрес, се сеќавам дека го прашав докторот само дали може да си зачувам јајцеклетки. Докторот ми рече: за жал, твојот рак е многу чувствителен на естроген и ни е страв да ги стимулираме јајниците за да не направиме друг проблем. И немав друг избор. И се решив да одам за втората операција. Веднаш? Веднаш, таа вечер. Таква одлука донесовте.
Во Велика Британија важи за земја со многу квалитетен, солиден здравствен систем, но очигледно дека во вашиот случај потврли. И вие објавивте вашата приказна таму, покренавте онлайн петиција, гинеколошки преглед за секоја жена уште во пубертетот. За редовни годишни гинеколошки прегледи, како што се во Македонија. И сега како беше одзивот на јавноста, на политичарите? Јас ќе раскажам накратко за петицијата, ако имаме време. Така. Кога сето тоа ми се случи на мене, заклучив дека системот во Англија, посебно кога станува збор за женското здравје, е многу поразличен отколку тука во Македонија. Во Англија женското здравје воопшто не е сватено сериозно и не постои женско здравје во Англија, затоа што сметам дека не постои, затоа што жените во Англија се поканети да прават само пап тест секоја 5 година. И тој пап тест го прави сестра, не го прави гинеколог како тука во Македонија, што значи жените во Англија никогаш немаат пристап до гинеколог. Мојата петиција, како што кажавте, е за редовни гинеколошки прегледи. Кога започнав петицијата, жените во Англија почнаа да ме прашуваат зашто треба да одиме на гинеколог. Која е улогата на гинеколог? Јас се зачудив, затоа што они немаат никакво познавање за тој дел од нашиот живот, за женското здравје, затоа што ниту мајка им, ниту баба им не била гинеколог. Јас започнав петицијата и бев изненадена дека беше многу позитивно прифатена. Добив подршка од многу групи во парламентот. Преку мојата петиција успеав да информирам околу 45.000 луѓе кои што потпишаа петицијата за важноста на гинеколошкото здравје. Мојата приказна беше објавена во неколку весници, низ Англија и низ светот, и исто така во 3 книги. Кои книги? Едната се вика Rebel Bodies, другата се вика Woman in Early Menopause, а другата е само за жени во бизнис. И нивни приказни. А дали вашиот напор всушност вроди со некаков резултат? Беа ли преиспитани принципите, правилата за редовните гинеколошки прегледи таму? Побуди голем интерес, така да мислам дека јас со мојата петиција ги наведов да почнат да размислуваат во многу поинаков правец, зашто видоа што се случува во други земји и дека нивниот пристап не е правилен, но се уште работам на петицијата затоа што како што можете замислите се работи за огромна промена во огромен систем и огромна земја. Се уште може да се потпише? Се уште може да се потпише, да. Ева, може некој од гледачите доколку сака да доколку сакаат, јас ќе бидам многу благодарна и ќе ми помогнете на сите жени во Англија доколку потпишете петицијата. Ние може да ги оставиме деталите. Така ќе бидат испишани на екранот. Да, тие може да најдат петицијата на Google под хаштагот Check Me Up. Дафина, веднаш по операцијата влеговте во менопауза, хирушки предизвикана и неочекувана. Бевте подготвена со некои информации поврзани со сето она што ве чека? Не, за жал не. И тоа е многу голем пропуст во здравјето, затоа што кога јас влегов во менопауза, како што кажав, имав 35 години, на 35 години никој не разговара на таа тема. Ние имаме други проблеми или други желби во животот на 35 годишна возраст, така да јас бев збуната, не знаев што е менопауза, не знаев што да очекувам. Сум слушнала нормално, но не сум се интересирала да разберам што се случува, какви промени во телото се случуваат. Така да одеднаш, затоа што ја влегов во хирушка менопауза, што значи моите симптоми ги почувствував веднаш. Потење на телото, се будев со огромна топлина во моето тело, расположението почна да ми се менува, што беше нешто непознато за мене, до сега не сум имала такви проблеми. И тогаш заклучив дека јас сум влезена во менопауза и сакав да си најдам решение, едноставно, ако можеше да си помогнам, како да си помогнам. Посебно дека бев многу млада. Во тој период јас правев редовно магнетна и го спрашав мојот онколог како би можела да дознам некоја информација за менопауза. Докторот навистина сакаше да ми помогне. Јас мислев дека ќе ме упати на специјалист, но тој ми рече може да разговараш со сестрата тука, таа е возрастна, постара е, она е во менопауза, ќе ти даде некаков совет. Така започна се. Јас отидов да разговарам со сестрата и таа најпрво, зашто виде дека сум млада, ме праша дали имаш деца. Јас реков не. И таа ми рече дека канцер пациентите не смеат да земат хормонска терапија. Да посвојат деца. Аха, не смеат ниту деца. Не смеат да посвојат деца. Јас се шокирав затоа што пред се не отидов да разговарам на таа тема
Јас веќе се соочив со тој факт дека јас ќе немам деца. Јас само сакав да дознам за менопауза. Второ прашање ме праша дали си мажена. Јас реков не. Таа ми рече дека можеби сега ќе биде тешко да најдете партнер. И јас навистина тогаш бев по огромен стрес, затоа што во тој период тоа ми беше еден од најголемите стравови, дали ќе бидам прифатена од маж како жена која што не може да има деца. Така да одвај чекав да искочам од болницата и кога искочив од болницата мислев дека ќе се онесвестам. Стравовите се вратија. Уште повеќе се продолбочиле. Така, затоа што никој ми го потврди мојот страв. Дека може да биде реалност. Така да јас бев по огромен стрес и да, мислам дека целиот свет тогаш ми се вртеше околу глава, но не можев таму да престанам, сакав да си најдам решение за менопауза, да дознам како да си помогнам самата на себе, затоа што, како што кажав, почнав да ги чувствувам сите симптоми. Дознав дека постои група во Лондон за девојки во млада менопауза. Во рана менопауза. Во рана менопауза. И се зачленив во таа група со цел да дознам многу повеќе за менопауза. Отидов да разговарам со жена во таа група и веднаш жената ме праша дали имаш сестра. Тоа беше првото прашање. Реков да. Дали сестрата има деца? Реков да. Како се чувствуваш ти за тоа? И повторно ми беше поставено прашање за кое што не ми требаше одговор. Јас само одговорив дека сум премногу среќна што имаме барем еден внук во фамилијата. И од тој момент се решив дека не ќе разговарам со никого, посебно со луѓе што не се стручни за таа тема, и решив дека сама ќе се образувам за менопауза, купив многу книги, почнав да читам за што може да ми се случи, што може да очекувам и како да се помогнам, и мислам дека самата си најдов одговор за многу прашања. По јавниот дискурс табу тема е се уште менопаузата, се уште не можат да се добијат доволно информации за оваа состојба, па вие на каков начин си помогнавте? Еве што може да им советувате на жените кои што минуваат во менопауза, дали е природна или пак хируршки предизвикана, sejedno. Симптомите се тие? Да. Навистина, после сето тоа што ми се случи мене и од кој ги осетив сите симптоми, јас сум се уште шокирана дека менопауза била табу и се уште е табу, и некои жени навистина се срамат да зборат на таа тема, што мислам дека нема причина за тоа, затоа што е нормален процес од нашиот живот, ние сите ќе го поминеме. Јас мислам дека во мојот случај помина некој период додека си најдов како да си помогнам самата на себе. Може се звучи едноставно, но не беше на почетокот, затоа што пробував различни работи. Мислам дека на секоја жена треба да проба што ја одговара на неа, така да не треба никогаш да се откаже, затоа што знам ќе си го најде решението, но треба да проба различни работи. Во мојот случај, на пример, јас си помогнав кога сменив начинот на исхрана. Јас од кога целосно исклучив бел шеќер и бел леп, значи глутен, од тој момент моите потење престана, скроз престана. Други промени што ги направив, гледам постојано да користам чисти производи, значи без никакви токсини. Мојата козметика е многу чиста, садовите што ги користам за готвење, исто така се чисти без токсини. Постојано вежбам, кревам тегови, скокам на мала трамполина, затоа што тоа е многу битно, ние не знаеме, многу е битно за нашето тело да скокаме на мала трамполина кога можеме, затоа што ни помага да имаме посилни коски. Затоа исто така не се збори за коските, а што е многу битен дел од животот на жената, затоа што коските исто така ослабнуваат кога естрогенот се намалува во телото. Колку често ги правите тие снимања за гостина на коските? Тие мислам дека се прават, не сум точно сигурна, тој тест се вика DEXA скен, ја го препорачувам на секоја жена, штом ќе навлезе во менопауза, да си го направи тој тест, само да си ја монитира, што се вика, да го монитира прогресот. Така да тој мислам дека се прави на 2-3 години. Да. И јас од кога направив тој тест, дознав дека јас веќе сум во остеопенија, што е значи една фаза пред остеопороза. И навистина бев загрижена затоа што се уште сум млада за да ми се случат такви некои проблеми, затоа и работам и на коските. Кои се најголемите заблуди што сте ги слушнале за менопаузата и како се борите против нив? Најголемите заблуди кога станува збор за менопаузата, најпрво е дека доколку немате деца, нема да се омажите. Тоа е најголема заблуда, затоа што јас го запознав мојот партнер 6 месеци после операцијата. Можам да кажам дека тоа ми беше најстресниот период во мојот живот.
но сепак тогаш го запознав мојот партнер кога поминував низ најстресните моменти и после операцијата, нели, и со менопаузата, на почетокот на менопаузата. Ми беше на почетокот страв да му раскажам на мојот партнер за мојата приказна, затоа што мислев дека ќе ме остави. Чекав еден месец да видам дали врската ќе биде сериозна. После еден месец му соопштив мојата приказна, но тој беше многу човечен. Само ми рече дека тоа воопшто не е проблем за него. За него најмногу е битно нашето разбирање и љубов. Друга заблуда што жените имаат за менопауза е дека кога поминуваш низ менопауза може да полудиш. Тоа е стварно погрешно и многу ми е жал што така жените гледаат менопаузата со огромен страв. Затоа што од моје искуство можам да кажам дека менопаузата ме направи многу посилна, затоа што менопаузата ме научи дека иако моите емоции се менуваат, јас можам да си контролирам моите емоции, посебно тие негативни емоции кои што навистина ме направија многу посилна. Друга заблуда е дека кога влагаш во менопауза може да се здебелиш. Ако не јадете, нема да се здебелите. Друга заблуда... Но сепак жените качуваат по некој килограм во тој период од животот. Да, но ако го регулирате, ако внимавате на вашето здравје, дека знаете вашето тело поминува низ различни промени во тој период, ако направите само некакви промени со вашата исхрана, јас искрено никогаш не сум имала проблеми со мојата тежина. А веќе 10 години помина од тој период. Ќе додадете уште некоја заблуда? Друга заблуда е дека многу жени се вознемирени дека мислат тој период косата ќе им се израчи, што е многу погрешно. Се промени квалитетот на влакното? Квалитетот на влакното. Јас мислам дека напротив, мојата коса е многу густа затоа што, како што кажав, почнав уште повеќе да се грижам за себе си, го сменив начинот на живот и начинот на исхрана, што мислам дека ми помогна да имам многу поквалитетна коса и кожа. Дали сите ова низ кое што поминавте ве промени како личност? Дали ве трансформираше? Многу. Јас искрено не можам да се препознам, затоа што менопаузата и сето тоа што го поминав ми докажа дека имам сила и волја која што никогаш не помислив дека јас ја поседувам. И ми покажа дека дури во најслабите моменти кога ние мислиме дека сме ментално и физички слаби, поседуваме сила која што ни помага да ги надминеме сите препреги. Што би препорачале на жените кои што се влезени во менопауза поради возраста, но и можеби поради некоја операција и кај нив хируршки предизвикана? Сакам да им препорачам дека тоа е нормален процес од нашиот живот, но за жал тука во нашето општество имаме многу погрешно мислење за менопауза, затоа што не сме информирани. И кога очигледно кога не си информира за нешто, чувствуваш промени во твоето тело, се плашиш дека нешто ќе ти се случи, чувствуваш промени во твоето расположение, мислиш ќе полудиш, но тоа не е така, се регулира со текот на времето. Само треба, јас се препорачувам на сите да се грижат за своето тело, затоа што во тој момент телото поминува низ промена и му треба помош. Вие само може да му помогнете со многу едноставни промени. Начинот на живот, вежбајте повеќе, начинот на исхрана и начинот на размислување. Затоа што, како што кажав, ние пристапуваме кон менопауза со многу голем страв, но тоа не е така во многу други земји. Еден пример само е Јапонија. Во Јапонија менопаузата се вика конеки, што значи години на обновување и енергија. Многу поинаку од менопауза, што значи престанок на циклусот. Значи, мислим само нешто дека ќе престане, но во Јапонија гледаат многу поинаку. Како нов почеток. Како нов почеток. И така да доколку растеш во таква околина, која што има позитивно мислење кон менопауза, ти ќе се чувствуваш многу поинаку и ќе пристапиш кон менопауза многу поинаку. Затоа што, иако поминуваме низ менопауза и многу промени ни се случуваат, ние се уште можеме да се чувствуваме убаво, да изгледаме атрактивно, да имаме енергија и сила да се соочиме со секакви предизвици во животот. Дафина, ви посакувам многу здравје, многу успех во работата понатаму и уште еднаш благодарам што бевте дел од Тилма амбуланта. Благодарам уште еднаш на вашата покана, ми беше задоволство. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте и ви посакувам пријатен ден.